Благото покачување на новозаболени со COVID-19 во соседството, Албанија и Бугарија, ги натера властите да размислуваат за враќање на рестриктивните мерки. Во Македонија пак, рекордните корона бројки, што 10 дена се над 100 заболени, го вратија животот во нормала. За власта, на големо да чисти терен за избори во јули. Во Албанија денеска се регистрирани 30 на новозаболени и еден починат, со што премиерот Еди Рама се закани дека повторно ќе воведе забрана за движење. Она што е најзагрижувачко е дека доколку трендот на новозаразени продолжи вака, не само што може да ни донесе големи штети по човечките животи и здравјето на секого, туку може да не врати назад да се затвориме се до пронаоѓањето на вакцината. Бугарија денеска брои 93 новозаболени, ама сепак властите одлучија воредната состојба да трае до крајот на месецот. Вонредната состојба во земјата ќе продолжи до крајот на јуни поради порастот на бројот на нови случаи на коронавирус. Ги имаме најлибералните мерки на светот и ако успееме ќе бидеме држава за пример. Франција, која беше во топ 3 најпогодени држави во светот од коронавирусот, ќе остане во вонредна состојба до 24 јули. Во Грција за последното деноноќе се евидентирани 20 позитивни на ковид, но таму мерките се олабавени. Инаку полеснувањето на рестриктивните мерки според анализите на американските медиуми, 4 земји од Западен Балкан бележат скок на бројот на новозаразени со коронавирус. Во тој пакет се Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Албанија.